Судбината била моја таква, со години по адвокати, по судови, по некојаш по... Иначе сум како човек на страна на правдата, зашто да не? Цело време ме малтретираат. Истото ми го прават. Овој процес трае, мислам, од 2011 до ден денеска конечно не е решен. Зошто, како? И самиот не. Едно знам дека сум оболен човек со тешки животни последици, инвалидска пензија со години. Во неговиот предмет досега се вклучени во одлучувањето Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, понатаму Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка одработен однос во втор степен, како и управниот суд, а дополнително сега е вклучен и Врховниот суд кој треба да одлучи по поднесено барање за заштита на правото за судење во разумен рок. Како за илустрација, затоа што во овој период не секогаш се почитуваат роковите кои се пропишани во законите за одлучување, дали по жалби, дали по останати поднесоци. Како за илустрација можам да го наведам тоа што во одреден период по поднесена жалба од самата странка, Државната комисија, односно второстепениот орган, не донел ново решение со кое ќе постапи по жалбата во период од речиси 2 години. Зошто? Со 2 пресуди и и решение од Државната комисија, и документација, и операции прави, и болнички лекови, од 30 нешто болести сум оболен од некои со трајни животни последици. Зошто да не ми го дадат? Ако веќе ме следуват, знаете, тие во законот да речеме, и судот со 2 судски пресуди до сега, па и управниот суд по законот, по член 103 закон, дека не следува. Се доведува прашање ефикасноста на управното судство како механизам за заштита на правата. Иако да, точно е дека управниот суд правилно утврдува во двете пресуди дека се повредени правилата или на постапката или дека нецелосно е утврдена фактичката состојба, односно не утврдили органите со колкаво телесно оштетување се соочува странката и дали според тоа може да го оствари правото. Али ми е криво зашто толку години да поминат, јас сум на давачки сум, а и здравствената состојба не ми е добра. Веќе сум и во инвалидска количка. Сум го користил, само тогаш зема 2000 и нешто денари. 4-5 години, така прилично. Меѓу тоа време ми дошол писмото и гледам тука одбиеното право и после тука почнав да бркам по документи, да ги доставам во социјално повторно за истото право да го добијам за постојана помош. Го остварува правото се до 2015 година.
кога одлучуваат дека Нуратин не ја дал целосната семена состојба и утврдуваат дека треба да се испитаат имотната состојба, приходите на неговите браќа. И после доставив документите и тие ги држа тука во канцеларија, после не ги префрлија во Министерство за социјална политика. Таму после пак ги вратија тие да одлучат пак истото документи. Тие држа не знам колку месец, више од месец дена и пак истото ми го направија. Пак ги префрлува тамо во Министерството за социјална политика. Ја викав, што прават овие сега? Во 2015 година започнува административниот лабиринт во кој што Нуратин го ставаат свесно институциите. И е во таа административна агонија, почнувајќи од првостепениот Центар за социјална работа, каде што се одлучува 4 пати по неговото барање, потоа преминува на едно повисоко скалило пред Министерството за труд и социјална политика, каде што се одлучува 5 пати, и на крај доаѓаме до Управниот суд, каде што се одлучува 3 пати, односно во 3 години не се наоѓа некоја правна разрешница. Тука станува збор за ситуација кога Управниот суд носи пресуди со кои што ја уважува 3 пати поднесената тужба, меѓутоа го враќа предметот пред пониските органи. И буквално имаме целосно време скалилото искачување, враќање назад. Право да ви кажам, ја се надевам во има некои поединци што позитивно го решаваат, подрукче мислат. Само ја не можам ја сам да идам таму. Мора да ми се обратам на адвокатката. Овие правници ми кажува што треба да правам, што жалби треба да правам, какви докази треба да доставам, каде да ги поднесам. Станува збор за неука странка која што не може да разбере колку пати може да настане ова префрлување на топката од институција во институција за да го решат предметот. Станува збор за потисната надеж, бидејќи на никој не му е не можеме да збориме за предмет кој што може 3 пати, 5 пати, 10 пати да дојде до некоја институција. Ова е случај кој што не го засега само Нуретин. Ова е случај кој што голема група на луѓе влагаат во овие административни лавиринти, влагаат во оваа агонија. 5 години, замислете, вие да немате проценка кој греши. Тоа е една мал помош, само да идеш, право да ти кажам, немаш што да мислиш, дали лекови, дали да јадеш.